Од денеска започнуваат великденските пости кои ќе траат до 8 април, кога е Великден. Денот по прочка е чист понеделник кога почнува големиот великденски пост. Великденскиот пост опфаќа 7 недели, трае 48 дена од прочка до Великден. Великденскиот пост е најдолгата и најстрогата форма на постење, а постот значи воздржување телесно и духовно, воздржување од мрсна храна и од гревовност. Постот е потреба и за телесното и за духовното здравје. Црквата востановила да се пости без масло од понеделник до петок, а масло е дозволено само за викенд. Великденскиот пост е еден од построгите големи пости и тој целокупно трае 7 недели. Наречен е строг, бидејќи според типикот на православната црква, од понеделник до петок се пости без масло, сабота и недела само се пости со масло и само 2 пати во овој пост на цветници и на благовед се јаде риба, значи. Тоа е правилото, нели, за пост според црквата, иако постењето би требало да биде сватено како така доста релативно, да речеме, и секој од христијаните кои што постат, они кои што постат знаат, нели, они кои што сакаат да постат, треба да знаат дека секој треба да пости според своите телесни и духовни сили. Значи секој човек има свои телесни и духовни сили. Значи човек може да е здрав и прав, нели, но сепак духовно да е слаб, значи. Тие духовни сили се различни кај секого од нас поединечно, така да најдобро би било пред започнувањето на постот, секој оној кој што планира да започне со пост, да се консултира со свештеник или со својот духовен отец, каде што, нели, најпрво ќе се исповеда за сите свои сторени греови и грешки. Постот сам по себе не треба да го замислуваме како нешто многу страшно, нели, дека ете не може да се издржи, нели, дека е многу строго и престрого на некој начин. Свети Јован Златост затоа има една убава мисла кој вели не плашете се од постот, кој вели тој е како од страшен војвода, тој е страшен само за демоните. Бидејќи сме на почетокот на овие великденски пости, ги охрабрувам сите они кои што се двомат во сето тоа да ги започнат постите. И уште едно би додал дека секојаш со постот треба да биде придружен со молитвата. Великденскиот пост завршува пред страстната седмица која се издвојува во посебна седмица на страданијата. Постот според поставениот ред ги завршува своите 40 дена во петокот пред Лазарева сабота. Сепак великденскиот пост не значи само одрекување од храна. Важен е и духовниот пост. Верниците во деновите на постот треба да се воздржат од лоши мисли и дела и да се обидат да најдат духовен мир.